Онлайн наставата е напорна, создава отпор и преоптеретеност кај учениците. Не може да се усогласи распоредот на часови со работното време на родителите. Истражувањето на тимот на Народниот правобранител покажува катастрофални резултати за обидот од март до јуни наставата да се одржува електронски, што од неспремност на Бирото за развој на образованието, што од немање технолошки ресурси. Според истражувањето, само 8% од испитаните основни и 7% од испитаните средни училишта се изјасниле дека онлайн наставата има предности. Сите останати се изјасниле дека децата треба да одат во училиште, оти така наставата е поквалитетна. Наставниот кадар, како во основните, така и во средните училишта, во најголем процент делумно располагал со ресурси и информатички познавања за спроведување на онлайн наставата. 56% од основните и 63% од средните училишта сметаат дека учениците само делумно можеле да ја следат наставата, а 31% од основните и 25% од средните имале значајни проблеми. Ова покажува дека ќе останат трајни последици врз образованието, посебно по одлуката на владата дека учебната година ќе започне од 1 октомври, а ќе се одвива со далечинско учење. Истражувањето посебно ги издвојува децата со попреченост како категорија која била подзаборавена од институциите и асистентите кои го потпомагале процесот на онлайн наставата. Народниот правобранител со препораки итно да се создадат услови од материјален, технички и кадровски аспект, особено за реализирање на наставата за најранливите категории на деца. Да се обезбеди еднаков пристап до квалитетно и непречено образование за маргинализираните категории деца, односно образовен систем во кој никој нема да биде заборавен. Анкетата е спроведена во период од јуни до август 2020 година на вкупно 72 училишта во Македонија. Народниот правобранител бара од Бирото за развој на образованието да преземе мерки како би гарантирале ефикасен наставен процес за сите ученици од основните и средните училишта.